Патувањето на снегулките. Еден декемврски ден, небото беше прекриено со снежно-бели облаци. Носени од ветрот, тие пловеа како бродчиња по мирно море. Додека поминуваа над една висока планина, снегулките се изредуваа на снегот што беше распослан на нејзиниот врв. Погледнете, онаму долу има многу наши пријателки, извикаа неколку снегулки. Ајде да одиме да си поиграме со нив, рекоа весело и скокнаа од облачето. Воодушевени од гледката, по нив тргнаа и помладите снегулки. Одеднаш, застанете, им подвикна една од постарите снегулки. Зарем не знаете дека ќе се спуштите среде шума? Им рече. Заборавивте ли на ветувањето? Ги праша зачудено. Малите снегулки малку помислија, па одлучија да ја послушаат најстарата снегулка и да останат во облачето. Патувајќи љубопитно ѕиркаа надолу, се додека не видоа еден град. Снегулки, подгответе се, стигнавме, рече најстарата снегулка кога го догледа местото каде што таа и нејзините пријателки се спуштаа толку многу зими претходните години. Тоа место беше паркот кој сега беше полн со деца. Меѓу децата беа и Давид и Војдан, а тие двајцата многу ја сакаа зимата. Ни мразот, ни студот, ништо не им пречеше, па цел ден беа надвор. Додека се договараа која игра ќе ја играат, една малечка снегулка падна на носето на Давид, па неа друга, па трета. Почна да врне снег, радосно извика Давид, па сите деца во паркот погледнаа нагоре. Гледката беше магична. Снегулките паѓаа кон земјата, не баре се надпреверуваа која побрзо ќе стигне до детските рачиња. За кратко се победи. Давид, сакаш да правиме снешко? Праша Војдан. Нема доволно снег, одговори Давид. Ајде да играме нешто друго. Сакаш да ловиме снегулки? Предложи Давид, па заедно со Војдан ги извадија ракавиците. Малите снегулки се лепеа на нивните топли рачиња и веднаш почнуваа да се топат. Стануваа капки вода и им се лизгаа помеѓу прстите. Давид и Војдан беа пресреќни. Детската радост ја почувствува и најстарата снегулка што падна на дланката на Давид. Гледајќи во неговото насмеано лице, се потсети зошто толку многу ги сакаше патувањето од небото до земјата. И малите снегулки беа среќни. Додека повторно стануваа капки вода, се сетија на ветувањето и разбраа зошто Дедо Мраз ги замоли да се спуштат токму тука. Деца, дали знаете и вие?